Првиот македонски тркачки автомобил во стилот на Формула 1 е на пат да излезе од лабораторијата на Машинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Тимот Macedonian Engineering Students, составен од 20 студенти од различни насоки на техничките факултети, околу една година работи на создавање на болидот. Со возилото тие првпат ќе учествуваат на Формула Student, глобален надпревар кој се одржува на дисперзиран начин во 22 земји. Целта е да ги потикне студентите да дизајнираат, конструираат и да се надпреваруваат со тркачки автомобили. Да, ова е моторот што ќе го погонува нашето возило. За каков мотор се работи? За 4-тактен мотор од мотоцикл, конкретно марка Yamaha. 600 кубика е моторот, тоа е неговиот работен простор и поради надпреварувањето имаме некои мали промени што мора да ги направиме за да може да учествуваме, затоа што надпреварувањето е пак инженерство. Не е само да се купат делови, да се склопат и да се оди, треба некои пречки да се надминат. На надпреварот учествуваат околу 600 универзитети. За да се квалификуваат, македонските студенти поминале тестирање. Нашиот тим ја освои позицијата во една од државите каде што ќе се одржува, тоа е Хрватска. За таа цел полагавме квиз, на кој се надпреварувавме, да речам, со универзитети од повеќе држави, главно од Балканот. И освоивме солидна позиција како за прва година. Од 41 универзитет, нашиот беше на 20 место. Да се измери овдека? До август, кога се одржува надпреварот, вака треба да изгледа крајниот производ. Моментално ни стигаат се повеќе и повеќе делови кои што треба да ги склопиме. Например, во мојот дел, тимот Кокпит, сега моментално го изработуваме воланот, каде што јас како индустријски дизајнер треба да го дизајнирам обликот и изгледот на воланот, а тимот Електро ми помагаат каде треба да ги поставам копчињата, колку копчиња например ќе бидат потребни, дисплејот. Ако го свртиш веднаш 180 свртива, не треба да ти го преоѓа аголот на видикот, сеќаш? Да. Тука пример ќе има вака, ај сврти 180. Добро. Така? Да. За да што ти ако вртиш 180 степени, И немаш да не сме ти смета во погледот. Битни делови што кој работам се безбедносните системи во колата. Ако нешто се случи да има проблем со колата, возачот мора да биде известен за тоа. Работам на дисплејот, за да види колку му е брзината на движење, колку гориво му е останато, дали има некој проблем, во која брзина се наоѓа. Тие се сите информации кои се битни за возачот, меѓутоа преку електроника мора да му ги кажам на возачот. Надпреварот има статички и динамички дел. Во статичкиот студентите се надпреваруваат со начинот на дизајнирање на возилото и буџетот што го имале на располагање. Колку возилото е поквалитетно направено со помалку пари, толку повеќе бодови се добиваат. Барем тука, нашите студенти, помалку на шега, велат дека имаат предност. Динамичкиот дел пак е во форма на трка во која се оценува издржливоста и забрзувањето на возилото. Само малку треба да се штелува да поминува и воздух. Да, затоа што ние плюс не сме во фул капацитет да. Многу тимови што немаат кажано од соседните земји, биле веќе пример 4-5 години само со статичкиот дел додека не го направиле болидот. А ние доколку стигнеме да го направиме болидот во прва година од учеството, тоа ќе биде, сите ни кажа дека ќе биде нешто што веќе никој претходно не го направил. Нас цел ни е нешто што ќе може да се развива во иднина, затоа што овој проект ќе остане дефинитивно, нешто што е ефикасно во однос на пари и нешто што е издржливо. Тоа ни е целта за првата година, да се темелите поставени, потоа ќе си оди во лабораторија, дефинитивно ќе се развива проектот повеќе. Во целиот проект, студентите гледаат можност да ја представат својата земја, но и потенцијал за личен развој. Искрено, ова искуство е, јас го гледам како одскочна даска, да кажеме, нели, на жаргон некој, затоа што ако успееме или кога ќе дојдеме на надпреварањето, таму има многу вработени во Формула 1. Пример во Мерцедес тимот и доаѓаат, гледаат и може да не видат нас како студенти дека работиме, дека сме заинтересирани за ова се, се справуваме со секакви предизвици и тие може да не вработат или да не земат под нивно да работиме за нив. Нивниот ментор смета дека е добро што студентите добиле солидна поддршка од приватните фирми.
но нагласува дека секоја дополнителна донација е добре дојдена. Порачува државата редовно да го препознава потенцијалот на квалитетните млади кадри. Се надевам дека државата организирано ќе почне да помага вакви настани, да не биде ова само од случај на случај или од група на студенти на група студенти, туку ќе имаме организираност и ќе ги мотивираме студентите повеќе да се организираат во вакви такмичења, во вакви проекти, да изнајдат нови начини како да создаваат нови знаења. Сепак иднината на државата или иднината на просперитетот на нашата држава зависи од тоа како ќе создаваме нови знаења и нови иновации. Студентите се надеваат дека сепак ќе стигнат да го завршат нивното возило за годинешниот надпревар. Нивниот сон е некогаш, барем некој од нив, да биде дел од врвните тимови на престижната Формула 1.